во живописните улици на Скопје се наоѓа ризницата на културата и историјата. Старата скопска чаршија, која е украсена со архитектонски убавини анови. Ајде да навлеземе во приказните на овие анови. Сулијан, Куршумлијан, Капанан. Сулијан изграден во првата половина на 15-тиот век од страна на Исаак Бек. Служел како витален центар долж патот на свилата, обезбедувајќи засолниште за уморните патници и трговци. Името Сули го добил по реката Серава, која течела покрај неговата источна страна. По земјотресот од 1963 година бил речиси целосно разрушен, но подоцна повторно е обновен. Во него денес се сместени музеот на Старата чаршија од 1982 година и факултетот за ликовни уметности. Најголемиот од поранешните караван-сараи, Куршумлијан, е изграден во 16-тиот век, но сигурни податоци за подигањето на анот не постојат. Сепак се мисли дека на основите на некоја стара зграда османлиите го додзидале и го приспособиле за караван-сарај, кој првично бил познат по својата трговија со олово, па од тука и неговото име, што значи оловен ан. Капанан, најстариот меѓу трите, е изграден во втората половина на 15-тиот век по наредба на третиот османлиски управител Иса Бек. Капанан името го добил од арапскиот збор капан, кој се однесувал на големиот јавен кантар, кој се наоѓал во или пред неговите порти и служел за мерење на стоката. Додека архитектурата на Капанан со своите лаврински ходници и сводови шепоти приказни за минатите епохи. Денес во овие културни центри се сместени занаетчиски уметнички работилници, кафулиња и бутици, символизирајќи го македонскиот мозаик на култури, каде македонците, албанците, турците, бошњаците, ромите, србите, власите и другите коегзистираат во хармонија преку нивните традиции, кои се испреплетени како конци во шарен килим.